30 на минути екипата на Канал Плюс телевизија ќе се обиде да ви долови дел од секојдневието на нашите иселеници во Германија. Конкретно во случајот, ќе ја проследиме личната карта на нашиот иселеник по потекло од село Бигла Делчевско, господинот Бошко Васев, човек кој над 3 децении живее и работи во околината на градот Карлсруе. За тоа како господинот Бошко Васев успеал да обстои на патот до успехот во изминатите повеќе од 30 години, кои се неговите најголеми достигнувања во животот, како успешно се менаџира во животот низ призмата на позитивната енергија, ќе слушнете и погледнете во наредните неколку минути. Јас сум Бошко Васев, роден 10.4.1971 година во село Бигла, Делчевско, Македонија. Таму сум роден и таму израснат од фактички сам останал сам кога сум бил 6 месеци. Не сам, него со баба, дедо и со мојот брат, постар кој беше година и пол. Беше затоа брат ми погина у трагична сообраќајна несреќа на 12 мај 1989 година овде во Германија. Таму одевме од прво до седмо деление, јас до седмо, брат ми до прва година и потоа дојдовме кај родителите во Германија. Тогаш беше печалбарското време малку друго, сега е малку друго. Јас увек малку на шала, добронамерно викам, сега е печалбарскиот живот, малку лигавешки живот, пошто се има. Зашто? Има Вибер, има Скајп, може да се видиш, може да се слушнеш, виртуално се брже функционира. Тогаш татко и мајка кога испратеа писмо, ми го добиевме можеби после 2 месеца. Значи, многу работи се десили меѓу тоа, али така беше времето, од 71 значи до 85-та. 85-та и ние заминавме овде во странство кај нашите родители. Значи, ја бех 7 за 8 деление. Нажалост, голема трагедија не тогаш потрефи у нашиот живот 89-та, што се деси со брат ми, али животот мора да продолжи. Што да се деси, мора да се бориме, мора животот пак да станеме. Значи, многу пати ќе паднеме во животот, а мора одма пак да станеме. Јас пак станав, продолжив, 91-ва, како што е заедно момче на тоа време Југославија, треба да иде во војска, јас се доброволно јавив и заминав војска март 91-ва. Ама како секој што знае, може од постарите, сите тие што се родени после 91-ва не знаат, можеби Југославија се распадна, почна граѓевински рат, а ја бех во ЈНА, во Струмица бех војска, а после во Ниш, па во Вуковар. Значи, и тоа ме настапи во животот, тешок моменти, ратно стање, тогаш Македонија се оддели, нашиот тогашен председател Глигоров изјави кој македонец може да успее да напушти ЈНА, нема да биде кај нас прогонен. И јас сум еден од тие кој беше 30 дена во Вуковар и ја напушти тогаш ЈНА, се врати во Македонија и потоа се врати пак во Германија. Значи, тоа беше еден многу тешок момент во мојот живот. И тогаш паднав, али јас многу пати сам паднат, ама брже установив дека не сам тепих и пак однак станав. Пошто само тепих остане да лежи, а ние луѓето, и тоа е апел до сите, кој да падне, одма мора пак да стане. А ако види дека е тај пат погрешен, да покуша по друг пат. Јас се вратив пак во Германија и тука продолжив на мојата струка која бех завршил во Siemens, фирма Siemens Bosch, во фирмата НЕФ за бела техника. Таму завршив занаат и почнав пак да работам. Додека ме еден ден еден дечко контактираше, тоа беше мислам март 93-та. Ме контактираше за еден бизнис, бев на еден семинар у април 93-та и почнав да самостално да работам во финанс бранжа. Значи во финанс бранжа продававме осигуранија, непокретнини и тоа работам од 93-та до денеска. Тоа ми е главен бизнис. Почнав нормално од најниска позиција како ученик кој немаше појма од таа тема и од тој бизнис. Али за кратко време се уклопив, навикнав и таму научив исто да држам семинари. Бех на сите семинари што може еден човек да ги сослуша, да ги научи по цел светот. Дубај, Лас Вегас, Лос Анџелес, Нью Йорк, Сан Франциско, овде по сите главни градове по Европа. Ги имам сите цертификати, како што приметувате, може баш не на македонски, али на германски, реторично, сите цертификати како еден вид мотивационс коуч, кој држи семинари пред 1000 до 5000, 20.000 луѓе без проблем. А сега во иднина ќе имаме прилика и на македонски јазик во Скопје и во цела Македонија да држиме такви како предавач, такви семинари. Мојата тема на семинарите е
се работи патот до успехот, значи подсвеста, позитивно размислување, позитивно гледање во работите. Тоа се моите главни теми, а можем за секоја тема, не е проблем, како се продава некој продукт, како се прави термин и тие работи не е проблем. И тоа го работам, значи од 93-та до ден денеска, плюс имам додатни бизнеси кои работам од 2011-та. Односно пред тоа има многу наши дечки од како почна со европски пасоши, македонците веќином со бугарски пасоши, кои дојдоа овде по Германија и кај многу, да речеме, газди, наводници, кај што работеа, не беа добро организирани, ја ги така организирав хумано, без некоја заработка. Ако имаа проблем, сите ги организирав, додека еден ден запнаа сите тие дечки, ти најди работа, ти отвори граѓевинска фирма и за тебе да работиме, да имаш и ти некоја заработка. И така дојде до граѓевинска фирма. Значи, јас од таа струка лично не се одбирам многу, у пракса, во теорија, нема проблем, се подготвив и отворив таква фирма ББ Трокенбау, која почнавме во март, 2011 година. Март 2011 година почнавме со неколку дечки, како например Оливер Андевски, он е од април, па до ден денеска се работуваме заедно, значи преку 6 години. Има многу дечки кои долго време се работуваме. Така почнавме со ББ Трокенбау, како во првото снимање патот до успехот, што се види многу објекти имаме изградено, Калструе, Хајдеберг и овде не по цела Германија, ама нашата област овде, Баден-Вертенберг, кај што се ние наоѓаме. Тоа е ББ Трокенбау. Тоа го работам меѓувремено повеќе дечки, пошто јас немам време за тоа, пошто потом како ги така организирах сите, почнавме и други луѓе да интегрираме. Многу години сум самостален, може еден македонец што е 24 години во Германија самостален, може би прв бех тогаш самостален, што не беше лесно тај патот до успехот, 93-та, 94-та, 95-та, многу проблеми, многу тешко беше и тоа од наши луѓе кои ми ставаат големи пати камења на патот до успехот. Али еден победник мора повеќе да стане, еднаш повеќе да стане него што е паднат и увек да се бори, да продолжи да се бори и ќе има 100% успех, пошто успехот се одлучува меѓу ушите, овде во главата, дали ќе имаме успех, дали нема да имаме успех. И јас секој мал напад, секоја мала навреда беше за мене инспирација дупло да се борам, дупло да дам газ и да одам напред. И така после со многу наши луѓе со европски пасоши и наоѓам работни места, смештај, ги интегрирам овде во Германија. Од 2016 се отвори уште еден пат за нашите сограѓани, па и од бивша Југославија, значи тоа важи и за Босна, и за Србија, Црна Гора, Албанија и Југославија, што може и со македонски пасош да се најде својата среќа овде во Германија, да среди документи и тоа го поддржаваме и тоа го средуваме. Само на секој треба да му биде јасно, може би тоа да го нагласиме тоа, само да се нафати кој е стварно спреман да оди по тај пат, пошто е тоа сепак странство, треба да бидеме психички спремни, пошто ќе не фати носталгија, не само да ни фали партнерот, жената или мажот или децата, ќе ни фали можеби и тај камен што сме го ритали по патот и тај ќе ни фали, пошто одиме во странство. Друг менталитет, друг народ, друг систем на работа, друга дисциплина и тоа го ја на секој кажувам. Пред можеби мен да ме контактира да потражи помош или некој друг, треба да размисли дали е спреман за тај пат, дали е спреман да биде работник, да учи германски, да се интегрира, дали е спреман да биде дисциплиниран, дали е спреман да се сам потруди, дали е спреман да стане повеќе пати него што е паднал и тогаш нема проблем. Од мене ќе дојде 100% поддршка и ќе биде интегриран овде во оваа прекрасна држава. За мене држава број 1 во светот, Германија. И тоа го ја работам еве сега 5-6 години, што интегрирам наш народ, имам со европски пасош, не само Македонија, Хрватска, Словенија, има многу луѓе и срби со маđarски пасоши, романски пасоши, и они се во Европска унија, што ги интегрирани, има сигурно 1000 луѓе што се преку мене овде интегрирани во оваа држава, и со македонски, односно од Западен Балкан има меѓувремено исто околу 500, кои се успешно нашли патот до успехот овде во Германија, овде живеат, меѓувремено да водат својата фамилија, своите деца и така се интегрираат. Што покажува праксата? Колку е лесно или тешко еден македонец да дојде во Германија и да успее? Во принцип, колку што е тешко, толку и лесно.
пошто тоа зависи 98%, ќе кажам, од секој сам себе. Како што веќе нагласив, дали е психички, дали е ментално спреман за тај чекор, како прво, а како второ, ако тргне по тај пат, тие 2% од тие, значи 98% зависи од него, тие 2% да речеме зависи од мене или некој посредник кој го оправи. Не е битно дали сам јас тоа или некој друг. Тие 2% се од почеток може би многу битни и многу важни, пошто да му средиме документација, да му средиме овде да влезе во браздата за да оди сам. Али сето друго зависи од него 98%, како што нагласивме, дали е спреман да работи, дали е спреман да биде дисциплиниран, пошто е во Германија, не е во Македонија, да биде точен, да биде работник и како најважно треба да биде спреман и максимално да се труди да учи германскиот јазик за да се интегрира во таа држава. И тоа е проблем број 1 по моје. Многу луѓе го тоа не сватаат сериозно и неозбилно со јазикот. За друго не можеме да се пожалиме. Ние сме познати како работници и сето тоа функционира, али без јазикот нема напредување, нема подобро работно место, нема подобра плата. Тоа е многу битно и тоа е број 1 јазикот. Затоа и тешко е и лесно е. Значи од секој сам себе зависи како ќе одлучи да се бори, како ќе одлучи да се труди. По моје е лесно. По моје, од моите очи гледано. Сега од други очи може да му е тешко јазикот и да не може да успее, али веćinom од тие луѓе јас што сум се потрудил успеваат сите. Да ја немавте шансата да дојдете во Германија, да требаше да останете во Македонија. Сметате ли дека ќе го постигнете овој успех што го имате сега или Германија е земјата на можности? Па јас многу пати тоа наводам како што и снимавме пред малку, дека и што реков дека Македонија е природно гледано, со природни богатство, како земја, родна земја, има и таму многу можности за успех. Можем и да наведеме, и таква ми била судбината, друг одлучил за мене. Не сам ја одлучил да дојдам овде во Германија, него тоа се, фала Богу, моите родители одлучиле дека е попаметно да дојдам овде. Значи, овде сам се борел и овде сам успел тоа што сам успел, оке? Да сам бил во Македонија, мислам дека, пошто јас книга не сам прочитал, а имам некои, мислам, мисли и сам пишувам книга за патот до успехот на германски Weg zum Erfolg. И имам такви мисли дека би и у Македонија успел, пошто ние меѓувремено веќе 10 години у Македонија инвестираме не за тоа да печалиме или да имаме некој профит, него тоа ни е повеќе занимација на моите родители кои се во пензија отишле и можам да кажам дека и со тоа меѓувремено пари заработуваме. Има многу субвенција од таа наша прекрасна држава. Имаме засади 3-4 парчиња, 100 пчели и функционира и во Македонија. Значи јас сум многу позитивно изненаден. Кој работи, кој инвестира, има поддршка од таа држава и може да има успех во Македонија. Дали би ја имал успех или не, тоа е малку фантом, пошто не сум бил тамо, али ја мислам да сум бил тамо, би имал успех. Пошто крајно сам убеден од мене и од моите можности и од мојата борбеност дека би имал успех. Колку вашите деца како наследници ви помагаат во работата и ги го наследат вашиот бизнес? Или има други интереси во животот? Па, кој има две деца знае дека две деца се принципијално различни. Едно е така, али ја покушавам да ги интегрирам и децата. Поголемиот одговорен за тоа што ќе видиме во снимките, што правиме обезбедење во стадионите Бундеслига, Втора лига, Трета лига. Он организира сите тие работи, луѓето ги организира, оди на тие работи, а малиот ја тек напални 18 години оваа година и он уште оди на школа, учи занаат, ама малиот се тотално интегрира со се тоа што работам и неговата цел е тоа да го работи исто еден ден, пошто се гордее со мене тоа што го работи. И се надам дека така ќе биде, дека ќе продолжат во стапките на патот до успехот и они еден ден. Пошто ја поленка остарех и мора да одам пензија. Колку често се враќате во Македонија и како сте пречекали кога ќе се вратите во родниот крај? Па и јас сам, како секој што прати и знае, меѓувремено пети профил во Facebook, преку 20.000 пријатели и на моите фен пејдж што ги имам преку 10.000 луѓе кои ме пратат, знаат дека јас сум за позитивни
случаеви и за позитивни догаđаji кои треба да се испоштуваат. Нормално, и кој има нешто негативно, треба луѓе, али јас сум повеќе за позитивно. Затоа одам стално. Август секогаш, крајот јули, август, пошто и на 9 август, меѓувремено, може да секој прател традиционална црвенџиска средба, која ова година се по 9 пат одржа. 2018 ќе биде традиционална, јубиларна 10-та црвенџиска средба, кој секој може од нашите пријатели и родбини да не посети да биде наш гост. Тога си одам секако, а меѓутоа си одам, например, од родбини, свадба, од пријатели, свадба. Јас, значи, делата са битни, додека е некој жив, додека има некое добро дело, да го посетиме, да го испоштуваме, да му расположиме денот. Значи, скоро на секоја свадба од мои пријатели и роднини одам. Како и сега, здрави, у септембар ќе одам на мојот многу ценет другар и пријател Јордан Митев, кој се исто ожени и свадба ќе прави на 24 септембар. Здрави живот, па, значи, многу наскоро пак ќе одиме. Бидејќи често држувате такви мотивацијски говори, пишувате книга, како, на кој начин ги мотивирате вашите вработени за напредок во работата и слично и воопшто на вашите блиски? И еве една препорака за сите тие што поминуваат, нашите гледачи што ќе гледат ова интервју, поминуваат низ тежок период во животот. Да, значи целата книга која пишуваме се работи за мојот пат до успехот, значи да ја векцам на фол, како сум тешки моменти успеал пак да станам. Значи, моето мото е, лесно е да се предадеме у животот, тоа може секој. Али само победникот и позитивниот секој пат ќе стане и ќе продолжи да се бори. Значи, многу мои соработници, овде станари што имам, муштери, ми се јават на денот само да ме слушнат, вика да ми појде денот, пошто ти си увек расположен, увек насмејан. Тоа не е секој пат лесно така да бидеме, али тоа зависи од нашите мисли, како денот ќе го почнеме. Вика, треба да бидеш мудар, али мудар е само добриот човек. Ја не сам видел мудар човек кој не е добар. Значи, на утро кога стане мојата мисла на кој денеска можам добро дело да направам. Не сум мисли на кој можам денеска лошо да направам, штета да му направам. Тие са мисли апсолутно злобни и тие не нас тонат доле да падаме. И јас покушавам сите мои овде, кои се со години овде, како мојот кумот на моето дете Леонид, Орце, докторката Анита, што ги интегрирам овде, или многу други што се со години овде, увек ги мотивирам у тај правец да позитивно размислуваат, да добро прават на други, добри дела да прават и меѓувремено ови сите што тргнаа по тај пат максимален успех има овде и одиме напред сите заедно. Заедно, тоа е мојот тема и мојот цил, сите заедно, затоа имаме и заеднички средби, музички средби, имаме заеднички бенд, музички бенд, ББ бенд, кој го организира и е како главен Орце Прлето од Делчево, како гитарист, па имаме еден од Виница на синтесајзер и саксофон и се комплетен бенд овде што правиме журки у нашиот крај и така се ја трудам да правам средби за Нова година, за Божич, меѓу средби другарски вечери, луѓето добро да се осеќаат, да се опуштат и да мислат позитивно. Моментално, актуелно, што се бавиме, тоа што го наведов, што го работам од 93-та, значи финанс бранџа, сите видови на осигурание од пензиско, здравствено, на кој што му треба осигурание за кола или како второ, најбитно, што одржуваме тие семинари како предавач за тие теми мотивација, мотивационс коуч, за позитивно размислување, за зашто некој има успех, некој помалку има успех. Тоа ни е како можеби нај од срце што го работам е тоа што ми лежи на душата. Друго што работиме граѓевинска фирма за КНАУФ, за реновирање, за ново градење, тоа работиме и најбитно наши сограѓани, односно од цела Европа и од бивша Југославија со европски пасоши на кои пронаѓаме сериозно добри работни места со германски фирми со кои се работуваме 7-8 германски фирми, долго време имаме добар углед во тие фирми, тука интегрираме многу наши луѓе и како што нагласивме наравно и со
македонски, српски, босански пасош, што за многу луѓе средуваме, али тоа е пат малку потешок него со европски доаѓаш и почнуваш, а со македонски мора да се бориме, мора да бидеме стрпливи и тоа повеќе од луѓето зависи него што зависи од мене дали ќе биде успешно или нема да биде успешно. По мое, секое дело може да биде успешно, тоа зависи од нас. Тоа актуелно работиме, наравно средуваме за повраќање на данок на луѓето, тоа припада у финанс бранжата. Некои ситници ако имаа проблеми како адвокатски, тоа ги застапуваме да не мора да одат кај адвокат, да фалаат многу пари. Тие работи. И сега се наоѓаме во нашата канцеларија, кај што не посетуваат луѓето овде во Германија, тоа е овде во Бруксел. И е прекрасно. И се супер осеќам. Покажувајќи ги сите убавени кои ја красат областа Бруксел и Бретен, со господинот Васев опуштено низ автомобилска прошетка, поразговаравме и на многу други теми, како на пример, која е тајната на успехот Германија да се вброи во една од најразвиените држави во светот, колку германската нација ја цени работоспособноста на луѓето од Балканот и многу други работи поврзани со темата чекорење на патот до успехот во Германија. Германија е чудна држава, сите други држави испуштаат народот, бега народот, нема работа, мислам и од Европска унија, не само од Македонија или Западен Балкан, Црна Гора, Србија, Босна. Овде има дефицит на 3 милиони работни места, значи многу народ треба, многу народ иде, ние многу народ интегрираме професионално, сериозно. Кој има интерес може нас да не побара и ќе биде среќен и успешен во оваа прекрасна држава. Поради тоа што разговарате со многу наши луѓе, дали телефонски, дали преку SMS пораки или на социјалните мрежи, и сите сигурно имате прашања за тоа дали може овде да се успее со македонски пасош. Наравно, од 1.1.2016 може и не само со македонски, пошто ние виртуално, а и устварноста работиме опширно низ цела Европа. Може и за Босна, Србија, Црна Гора и Албанија. Од Албанија има меѓувремено најмногу муштери и наравно Македонија. Нашата прекрасна Македонија има меѓувремено 500 луѓе со македонски пасош интегрирано во оваа прекрасна држава. Какви се зборовите на овдешниве германци, имајќи предвид дека контактирате со многу фирми, многу луѓе од овде за работната сила која доаѓа од Македонија? Дали не сметаат како работливи луѓе? Па тоа е историски гледано Балканот омилен народ како работна снага. Значи првите генерации како моите родители кои са дојдени 68, 69, околу 71 са најмногу дојдени печалбари од бивша Југославија и са многу сакани, поштувани, ценети како работна снага. И затоа е сега и тај закон од 1.1.2016 до 2020. Моментално е тоа 5 години, така, како ќе биде во иднина, не знам, можеби ќе видиме и Европска унија до тогаш, па не е потребно. Значи, рековме дека германците не сметаат за луѓе кои што доста добро знаат да си работат својата работа. Од која бранша моментално најмногу се бараат лица за работа овде, се разбира? Моментално, пошто се во Германија многу гради, како што рековме, дефицит на многу работна снага и многу има дефицит што фалат станови, околу 1,5 милиони станови. Значи тоа е за од станак рачунуваме по 3-4 луѓе, за 5 милиона луѓе фали смештај. Проблем број 1 моментално во Германија смештај, поради тоа се многу гради у Германија и значи најголем дефицит и најголемо барање има за граѓевина, електричари, водоинсталатери, парначи, за кнауф, гипс, картон и тие работи, молери, наравно, зидари, армирачи, се што припада под граѓевина најмногу, а традиционално у Германија најмногу дефицит има за медицински лица. Так, може ли да ни кажете конкретна бројка во регионот кај што се вие, колку македонци има кои овде ја нашли својата екзистенција, как почувствувале Германија како свој втор дом? Да.
Овде, значи, ние под Каустре припадаме Бретен, како мал град, 30.000 жители. Меѓувремено има многу македонци, значи процентуално има најмногу македонци, процентуално према жителите најмногу македонци во Германија. Има сигурно над 1000 македонци, во Бретена има 30.000 жители, а околината на Каустре можеби има преку 5000. Кој делниот период е кој треба да го помине секој лице од прилика за да почне да се интегрира овде, мислејќи овде на изучување на германскиот јазик, за колку време од кога ќе добие документи, ако добро напредува, може да рачуна дека ќе биде успешен овде? Ако може така да кажеме успешен. Па и тоа не можем баш паушално да одговориме на тоа, пошто имаме примерот дечки и девојчиња кои се по 5 месеца, 6 овде и се комплетно интегрира и доста германски зборат. А имаме и примероци кои се по 3 години овде, знае само добро утро да кажа на германски. Така да. Што значи успехот и неуспехот секој за себе одлучува и зависи од него, 91% зависи успехот од секој сам себе, како се интегрира, како ќе учи јазик, така ќе напредува и во работа и во се друго. Еве уште еден пример од зашто е можеби Германија. Сите мислат дека е Германија само индустрија и од тај разлог јака, него не е, него тоа е повеќе до менталитетот. Луѓето работат. Кај нас се секој жали дека ако работи 8 сата, 9 сата, 10 сата, дека работи. Пример овде што гледаме, ако може камерата убаво да фати, секој милиметар е обработено земја. Нема милиметар кој не е обработено. И тоа се луѓе кои си работат на работа, можеби има и прекрасно работно место, дојдат дома, се спремаат на трактор, не е битно, и додатно работат. Значи, овде нема милиметар необработено. Тоа е до менталитетот, до ништо друго. Кај нас менталитетот е малку друга работа, како секој што знае. И тоа е проблем број 1 и ништо друго. Пошто ние, како држава, природно богатство можеме и многу подобри од Германија. И по-родна земја, и по-квалитетна земја, али, на жалост, не му се на секој баш работи. Овој објект овде го купивме 93-та, исто стан кај што живеев ја од 93-та април, од 1 април живеев до 99-та декември. Потоа купив куќа во новата населба во Бретен. А сега е тоа издадено, имам киреџи, во еден стан живее мои пријатели, моје дете кое оди по патот на успехот, Никола Стоименов од Велес, од Винича. Ние сега сме во Бретен, значи нашиот матичен град, кај што живееме исто. Овај објект овде, кај што пише Бретен, Јесус Хаус Бретен, го имаме купено 1990 година. Еден стан, а потом друг стан и сега целиот објект. Ови 3 прозори, кај што се ја живеам. Најгоре имам киреџи од Виница, од Делчево, од Средоникот. Значи имавме можност да посетиме ново градче Бретен, прекрасна архитектура, луѓе најнормално се однесуваат, уживаат во животот, затоа што тие го сакаат животот и животот ги сака нив. Точно така, Валери. Јас го сакам животот и животот го сака. Ама за да те сака животот, треба ти прво да му дадеш на животот се од себе. Тоа е исто како меѓу нас луѓето. Ја ако ти правам ностоп добро, кога иде и ти нешто добро ќе ми вратиш. Така е и со живот. Сега да објасним малку за местото кај што уште малку ќе имаме можност да го видиме поточно објектот. Точно. Значи сега видовме два објекта кои еден 93-та сме го купиле, на другиот 2014-та, а сега ќе го видиме објектот што сме го купиле 1990 година. Тој беше прв објект и ние како први странци, значи од бивша Југославија, купивме овде имовина, сите се смеа, сите вика што овде ќе ни истераат, мора да си одиме, меѓувремено сите тие што се смеа има исто нешто купени и тука одстворени, ама меѓувремено ние малку побегнавме од сето тоа, затоа имаме околу вкупно 11 или 12 стана меѓувремено овде во Бретен.
Тоа е патот до успехот, исто еден дел од патот до успехот што не наведовме во интервјуто, тоа е можеби најдобриот бизнис. Имам околу 40 кириџи и може секој понатамо да се израчуна, пошто за пари не сакаме тука да разговара. Сега се наоѓаме во Бретен, нашиот матичен град, во кој са печалбарите дојдени од 68-69, исто како моите родители. Прекрасно мало градче во кое се ние прекрасно сеќаме сите овде, како наш, меѓувремено, како дома да се наоѓаме. Бретен има околу 30 жители со селата, значи градот има околу 20.000. Тука живеам јас, тука живеат многу мои соработници и пријатели. Исто како Борко, кој исто работи у нашата компанија и посредува за смештај на нашите луѓе кои сакаат да се интегрираат во Германија. Овде седи еден прекрасен човек кој е сега дојден фришко во Германија, сега дојде во недела, кој го интегрираме сега овде, на кој меѓувремено и работа најдовме, кој е смештен. Управо само што ми дадоа работа. Еве, од утре веројатно ќе почне работа, потпишува работен договор, се си иде по договорот, значи смештај, па работно место и така. Сега се наоѓаме овде во Хайдасајм, исто Бруксел, еден од нашите објекти кој го купивме 2014. Овде имаме сместено околу 30 персона, наши кириџи. Хайдасајм припада под Бруксел, едно прекрасно место, има околу 6000 жители, има ги сите прекрасни услови, овде 150 метра е школата, имаме базен, имаме фудбалски клуб, значи сите видови на рекреација има овде во Хайдасајм, кај се наоѓа овај објект. Што имаме. Дали од овде тргнува целата организација во врска со дел од работите? Па дел, да, тука ни беше порано и канцеларијата во објектот, склоп на овој објект, меѓувремено ни канцеларијата 3 километра на друго место, пошто увек е подобро да бидеме на посебно место со канцеларијата, него кај што ние луѓето сместиме. Овде имаме различни националности на кириџи, значи и маđари, и од Литаон, од Русија, Украина, ама 80% наши македонци, пријатели и родни. Дојде време да се разделиме, секоја разделба тешка, ама наскоро пак ќе се видиме. Беше прекрасно ово дружење овие 3-4 дена, посебно денеска во нашиот прекрасен град и сето тоа што го поминавме заедно. Се заблагодаруваме на сите гледачи, поздрав, останете ни увек позитивни и насмејани, главата горе, градите напред, зависи кај кој, кај некој поборо тоа изгледа, кај некој не толку, али не е битно, битно е да имаме насмевка на лице и се ќе биде добро. Вашиот Бошко Васев, Германи, иначе од село Бигла, Делчев.